Се подготвува закон за амнестија, за помирување. Како мислите дека власта ќе успее да го спроведе тој закон? Ако се оствари тоа што го кажа премиерот пред неколку дена, тоа ќе значи комплетно разнебитување на судството и судскиот систем, бидејќи тој коментирајќи го 27 април рече дека за него тие не се терористи, иако обвинителството ги гони за терористичко здружување за рушење на уставниот поредок. Мене се повеќе ми е јасно дека овој предмет 27 април ќе заврши со ослободување без оглед во каква форма, дали тоа ќе го донесе парламентот како закон или ќе му наложат на обвинителството да се повлече, но и во едната и во другата ситуација ќе биде страшно. Според најавите на премиерот, амнестијата би ги офатила само тие што не сториле насилство за 27. Како би се успеало да се извадат пратениците Василевски и Муковски, за разлика од останатите обвинети кои што се теретат дека сториле насилство? Тоа е најголемата веројатно пречка која ќе го доотепа условно судството, судскиот систем и јавното обвинителство. Не може политиката да оцени кој сторил, а кој не сторил насилство. Ако гледаме, ако тие не ги отвориле вратите, толпата немало да влезе и да направи насилство. И сега чие е поголемо насилство? На тие кои ги отвориле вратите и дозволиле да се случи тоа, или на тие кои влегле и во таа толпа, да се разбереме, ако имаше таму 2000-5000 луѓе, не тепале сигурно сите, тоа е факт. Министерство за правда се уште се нема произнесено никако по предлогот за амнестија, по законот за амнестија. Зошто? Па тие не се произнесоа ни по повеќе закони, почнувајќи ги од ветените преотварање на политичките процеси, кои толку интензивно СДСМ ги најавуваше во нивната кампања, па се правеа некакви обиди на мала врата да се внесе тој закон преку одредени пратеници. Мојата прогноза е дека и овој пат Министерството за правда, односно владата, нема да се јават како предлагачи, туку тоа ќе го стори парламентот, а веќе се слуша дека тој предлог ќе биде на тие 8 пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН, ќе биде изгласан во парламентот. Ако се сеќавате, ќе ни се повтори истата ситуација како што беше во 2011, ако не се лажам, кога ВМРО ДПМН и ДУИ го донесоа законот за хашките случаи. Доколку Груевски не биде испорачан во Македонија, кои се реалните ризици по обвинителството? Како што рековте, тој може да биде и прво обвинет во 27 април како нарачател. Дали им постои опасност да застарат делата, воопшто да не може да се подигне обвинителен акт? Што ќе се случува? За овие дела за кои сега се суди, значи би застареле шамарите во центар и би застарел веројатно предметот траекторија. Тие застаруваат за неколку месеци, значи целата постапка за Груевски треба да почне одново, да се констатира дека не е достапен и така натаму, а во сите други побрзо би оделе бидејќи ќе му се суди во отсуство. Меѓутоа прашањето е дали тие присуди некогаш ќе станат извршни. Меѓутоа ја не верувам дека би дошло до извршување на тие казни, затоа што оваа амнестија за која сега зборуваме, не верувам дека ВМРО ДПМН ќе се согласи да остане само на предметот 27 април. Мислам дека ќе направат се ова да се вметне во одреден период и за другиве предмети кои се сега на СЈО, а ако го гледате па специјалното јавно обвинителство во овој период излезе предлог законот да се спои со републичкото обвинителство и од тука не гледам веќе понатаму политичка волја да опстои СЈО и да ги тера предметите со таков интензитет, бидејќи од една страна плативме многу пари за тоа специјално обвинителство со буџетот по 4 милиони евра на годишно ниво, а ако гледате и сами, далеко сме од ефектите дека ќе има правда за која што во изминатите 2 години толку луѓе излегоа на улица.